Не дека е потребен посебен повод. Меѓутоа, одбележувањето на празниците и преостанатите важни датуми за нашата општина секогаш се збогатени со активности на Националната установа Центар за култура од Крива Паланка. Впрочем, речи се и да нема настан или случување во градот кој минал без оваа институција. Недвојбено, за само неколку години ситуацијата во оваа сфера е променета од корен и е востановена долгоочекуваната пракса на културно живење со континуирана и квалитетна понуда. Да не излезе дека зборуваме напразно, но се уште траат одгласите на неодамна завршеното Кривопаланечко културно лето и топлиот бран уметности кои го раздвижија нашето мало место. Како што доликува, во предвечерието на еден од најзначајните датуми за градот, 8 октомври, денот на ослободувањето на Крива Паланка, во Центарот за култура забрзано привршуваат подготовките за настаните со кои празникот оваа година ќе биде одбележан. Годинава свој придонес ќе даде и општинската организација на Црвениот крст, која со својата представа в среда на 3 октомври ќе понуди загревање за публиката. Потоа ќе следуваат случувањата во организација на Центарот за култура. Веќе на 4-ти, според веќе добро проверената пракса, театарот Колозови од Скопје на сцената на Националната установа ќе донесе трикратно уживање за најмладите кривопаланчени. Во петок, сликите и преостанати изработки на наши три добро познати уметници ќе го окупираат фоајето на Центарот. За на самиот ден на празникот, в понеделник на 8, Тања Јанкова да ја почести публиката со концерт на гитара. Набиена програма и ритам на кој се навикнати од Центарот. Впрочем, деновиве го посетивме директорот Александар Ангелов, кој подетално не запозна со планираните случувања. Значи, по успешно завршените настани кои ги организиравме во претходниот период Паланечкото културно лето, фолклорниот фестивал, театарскиот фестивал, продолжуваме со реализација на нашата програма. Значи, продолжуваме со планираните активности. Сега значи во овој период пред празникот 8 октомври, празник на градот, направивме неколку настани кои што ќе имаат можност, значи граѓаните на Крива Паланка да ги погледнат тука во Центарот за култура. Она што успеавме да го договориме е со работка со театарот Колозови, договоривме театарска представа која ќе се одржи на 4-ти тука во Центарот за култура. Ќе има 3 прикажувања. Тоа е секоја соработка со училиштата во Крива Паланка, со училиштето во Крива Паланка Јоаким Крчовски и Линден и детската градинка Детелинка. Исто така соработувавме и со училиштето од општина Ранковце, кои што ќе дојдат да ја посетат оваа представа. Значи, ќе има 3 прикажувања на представата Али Баба и 40 разбойници од 10, 11 и 12 часот тука во Центарот за култура. Тоа е еден настан кој што го планиравме. Другиот настан е изложба на слики кои што ќе го направиме на 5 октомври, ќе биде тука отварање во фоајето во Центарот за култура. Тоа ќе бидат изложба на слики и на цртежи на порцелан кои го направивме во договор со едни наши сограѓанки тука од Крива Паланка. Тоа е значи Оливера Станковска и Анастасија Станковска и Весна Ќурчич Величковска. Се договоривме значи по повод празникот да направиме една изложба која што ќе имаат можност граѓаните во наредните 10 дена да ја погледнат тука во Центарот, што се имат изработено и кои слики и кои предмети се нацртани. Со Црвениот крст имаме долгогодишна соработка и оваа година поразговаравме, значи од нивна страна беше побарано да им помогнеме во организација на хуманитарна театарска представа. Значи тоа ќе биде на 3 октомври со почеток во 19 часот тука во Центарот за култура. Ќе имаат можност граѓаните значи да ја погледнат, таа има хуманитарен карактер, средствата кои што ќе бидат соберени тоа преку Црвен крст ќе си ги таму донираат. Така да тие и се вклопува и во овие настани што ги направивме. И на самиот ден, значи на 8 октомври, планираме вечерта да направиме концерт на Тања Јанкова, тоа ќе биде концерт на гитара тука во фоајето во Центарот за култура. Тие се неколку настани што ги направивме во овој период со тоа што нели се одбележува и празникот 8 октомври во Крива Паланка. Разговорот со Рангелов беше можност да го запрашаме за неговите впечатоци од годинашното издание на Кривопаланечкото културно лето. Го потврди она што можеше да се очекува. За да ја овозможат понудата која овој пат беше богата како ретко кога, било потребно многу труд, залагање и жртви. Па сум задоволен, оваа година можам да кажам дека од година на година сме се позадоволни од она што го правиме во областа на културата. Сите настани се трудиме, значи при самото почнување на организацијата на настаните да подготвиме убави настани, да се трудиме да има значи што поголема посетеност, да бидат граѓаните што повеќе информирани. Од она што можем да го забележам и на фолклорниот фестивал и на театарскиот фестивал, значи во Крива Паланка сите тие настани беа добро посетени од граѓаните. Тоа е едно огромно задоволство.
Среќен сум што успеав како директор за Центар за култура, значи не само ние како институција, туку да покренеме повеќе луѓе да се вклучат во организација на повеќе настани, повеќе манифестации, луѓето ни приваѓаат, сакаат да учествуваат, сакаат да помагаат во организација, така да тоа е еден голем успех за нас вработените во Центарот за култура. Значи успеавме да сите настани што ги правиме и сите настани од областта на културата што се прават во градот да бидат добро посетени од страна на граѓаните на Крива Паланка и тоа е еден голем успех и едно големо задоволство на сите нас вработени во Центарот за култура. Секогаш значи ние пред да било кој настан си правиме организација, планови така да сите си добиваат обврски задачи. Јас сум задоволен од досега завршените работи, значи сето тоа што некогаш ќе биде пропуштено пред некој настан да се види се надокнадува од нареден настан, значи од настан во настан се подобро се организираат сите настани и Центарот и било која манифестација што ја правиме тука во градот. Посетата на Центарот за култура ја искористивме да поразговараме и со режисерот Цветковски, кој веќе подолго време работи во драмското студио при националната установа. Директен повод ни беше неодамнешното гостување на нашите актери во Демир Капија, каде што ја изведува за нас веќе добро познатата Ожени се Санде Калајџија. Последната представа што ја дадовме тоа беше во Демир Капија. Гостувавме таму и бевме пречекани на моје задоволство многу добро, исполнета сала, многу луѓе, публиката реагираше многу добро на оваа представа. Се вика Се ожени Санде Калајџија на авторот Страхил Алексич. Значи ова е автентична кривопаланечка драма која што јас ја режирав пред неколку години, ја дававме неколку пати и сега почнуваме да гостуваме. Ќе гостуваме и во други градови. Спомена неколку години еве сте тука, како си задоволен ти од работата, како си задоволен од луѓето со кои што се работува, што од Центарот за култура, што од младите со кои што работите, дали има интерес, дали има квалитет? Така, па да, има голем интерес, значи имаме околу 30 деца кои што се на повеќе возрасти. Со оглед на тоа дека плюс Санде Калајџија работат деца од средношколска возраст, околу 40 деца, постои голема заинтересираност за овие, така да кажам, за ова представа, давање на други представи за едноставно учење на децата преку дикција, интонација, вежбање на сцена, да се опуштат за да дојдат до некој повисок степен на знаење и самите, ако е можно, да учествуваат во некоја представа на драмското студио при Центарот за култура. Спомена дека ќе одите некаде и на друго гостување, каде ќе биде тоа? Значи, ќе одиме во Свети Николе, а следното гостување и се предвидува во Благоевград со оваа представа. Неодамна имавме можности, така да кажам, среќа тука да видиме 8 представи кои што беа во рамките на Меѓународниот театарски фестивал, бидејќи си ти од, да кажеме, од таа струка. Тоа е твоето поле на интерес, како си задоволен од тоа што ние имавме во провинција еден таков квалитетен репертуар и што тоа представува за нашиот мал? Јас сум презадоволен, најпрвин затоа што за нашиот мал град ова представува еден голем чекор. Пред се затоа што, се извинувам, овие представи беа играни од професионалци. Пред се, тука беа неколку театри кои што од Србија, од Босна, од Црна Гора, кои што поставија еден нов стандард на овој фестивал наш, Свети Јоаким Осоговски, и јас се надевам дека и понатаму овој фестивал ќе трае, ќе се зголемува, ќе има што повеќе публика и се разбира ќе биде за големо значење за нашиот град, но и ќе се слушне и понатаму во регионални рамки. Додека да дојдеме до тоа, сконцентрирајте се локално. Златен канал по кој знае кој пат ве повикува да ја искористите приликата и не делава да уживате во програмата која за вас ја подготвиот Центарот за култура. Театар, изложба или музика. Изборот е ваш.